почитуван председател на владата господине Зоран Заев, почитуван генерален секретар на НАТО господине Јенс Столтенберг, почитувани представници на домашните и странските медиуми, добре дојдовте на денешната пресконференција. Дозволете ми на почетокот да истакнам дека членството на Република Македонија во НАТО е од исклучителна важност како за земјава, така и за целиот регион. Влезот во НАТО, знаете дека е еден од императивите во работењето на оваа влада. И токму во оваа насока, денешниот настан е од особено значење. На почетокот му давам збор на председателот на владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев. Благодарам. Почитуван генерален секретар на НАТО, господин Јенс Столтенберг, почитувани представници на домашните и странските медиуми, почитувани граѓани, ја имам таа чест уште еднаш да му посакам добре дојде на генералниот секретар на НАТО, господинот Јенс Столтенберг, како и на сите уважени членови на високата делегација од НАТО Алијансата. Како прво, без никакви резерви, сакам да нагласам дека оваа посета на нашата земја ја сметам како клучна за вистинско охрабрување и поддршка на нашите очекувања дека 2018 година ќе биде историска година за Македонија и за регионот, но и за НАТО и Европската Унија. Истовремено, не можеме да не го изразиме нашето задоволство од обновениот интерес на НАТО за Западен Балкан во еден особено значаен и чувствителен геостратегиски момент. Време е да ги внесеме во завршница процесите на интеграција на сите земји од регионот што сакаат да бидат дел од семејството на Северно-Атлантската алијанса. Ние сме подготвени да работиме заедно во остварувањето на таа цел. Со господинот Столтенберг заеднички се подсетивме дека Република Македонија во 1993 година со резолуцијата за влез на земјата во НАТО усвоена во собранието од корисник на безбедност за кратко време прерасна во доверлив и компатибилен партнер на Алијансата. И во иднина, како и за време на сите изминати години, Република Македонија активно ќе учествува во мировните операции на Алијансата низ светот. Остануваме фокусирани и понатаму активно да го даваме нашиот придонес за вредности што ги делат земјите членки на НАТО. За време на средбите со генералниот секретар Столтенберг ја нагласив поддршката што за сето време наназад Република Македонија ја добиваше со цел да ги достигне стандардите и критериумите за членство во НАТО. Тие стандарди и критериуми станаа и наши одредници за голем дел од реформските процеси, како што се имплементацијата на реформите за демократија и владење на правото, почитување на човековите права и слободи и економските реформи. Тоа се темелите за мир и стабилност во светот. Вредност што Република Македонија си ја постави како императив да биде фактор на долготрајна безбедност во нашиот регион. Република Македонија, со поддршка на стратешките партнери, членки на НАТО Алијансата, создаде услови поканата за членство воопшто да не биде доведена во прашање. За жал, Република Македонија во 2008 година остана пред вратите на НАТО поради проблемот што го има Грција со нашето уставно име, иако сите се согласија дека нашата земја ги исполнуваше сите критериуми. За жал, веднаш после тој настан, во Република Македонија се активираа контрапродуктивни политички процеси која предизвикаа најтешката политичка криза во земјата после осамостојувањето. Сепак, Република Македонија, нејзините граѓани, заедно со демократските политички заедници, се издигнаа над кризата и ја вратија надежта. Граѓаните се определија за градење силна демократија, за почитување на човековите права, за добро владење, за економска преобразба и работни места, за кохезивно општество, како и за стратешки инвестиции. Ја реафирмиравме вербата во евроатлантските интеграции и регионалната соработка, базирани на солидарност и демократски вредности, како неопходни за долгорочна стабилност на регионот и на целиот континент. Убедени сме дека нашата земја ги заслужува евроатлантските перспективи. Сериозно мнозинство од нашите граѓани посакуваат членство во Европската Унија и НАТО.
Во име на граѓаните на нашата земја, го уверив господинот Столтенберг дека Република Македонија секогаш ќе дава позитивен придонес за сите иницијативи кои ќе донесат поширока и подобра соработка во регионот. Владата на Република Македонија создава услови за градење национален консензус со сите клучни и одлучувачки политички субјекти, со претседателот на државата и со опозицијата за завршување на нашата интеграција во НАТО. Силно сме посветени на процесот на домашните реформи кои напредуваат и зајакнуваат нашата демократија, за да останеме во склад со политичките критериуми за членство во НАТО. Го зголемивме буџетот на одбраната, имаме одлучна политичка волја буџетот на одбраната да се зголемува секоја година за 0,2% од бруто домашниот производ и да останеме активни чинители во мировните мисии. Активно и посветено создаваме амбиент за надминување на проблемот што го има Република Грција со името на нашата држава. Верувам дека создаваме добар моментум за последниот заеднички исчекор. Искрено очекуваме Република Македонија да биде 30-тата земја членка на Алијансата. Работиме за таа цел, заедно со граѓаните и со сите наши партнери, земји членки на НАТО. Тоа се перспективите за граѓаните на Македонија, како и за сите граѓани во регионот. Благодарам. Ви благодарам, председателе. Го поканувам да ви се обрати генералниот секретар на НАТО, господинот Јенс Столтенберг. Повелете. Председателе на влада, пријателе Зоран, драго ми е што повторно се гледаме после вашата посета во Брисел. Се гледаме сега во Скопје, ова е моја прва посета и ви благодарам на гостопримството за мене и за мојата делегација. Имавме плодотворни и конструктивни дискусии, при што се осврнавме на многу важни прашања, особено прашања кои се однесуваат на иднината на вашата земја и вашите амбиции да се приклучите кон Алијансата. За мене беше привилегија да се обратам пред парламентот, особено по драматичните настани од минатата година. Од тогаш, од тие драматични настани минатата година, вашата земја вложи сериозни напори и постигна значаен напредок за постигнување долгорочна политичка стабилност. И изразувам пофални зборови за вашето раководство и за вашата определеност и заложби во вакви тешки околности, како и вашата заложба да донесете позитивни промени. НАТО и понатаму ќе ги поддржува напорите на вашата земја. Би сакал да ви се заблагодарам и за континуираната контрибуција придонес кон мисиите на НАТО во Авганистан и за зголемување и за најавеното зголемување на бројот на припадници на армијата. Ова ќе придонесе кон националната безбедност и благодарни сме за вашата силна заложба кон НАТО и нашите операции. Председателе на влада, имавме одлични и конструктивни разговори за иднината на вашата земја. Ги пофалувам напорите кои што се прават за наоѓање решение за прашањето на името. Дискусиите ја покажуваат вредноста на диалогот. Договорот за ова прашање е од суштинска важност за вашето приклучување кон НАТО. Реформите кои ги спроведувате се исто така важни. Доброто владење, јакнењето на владењето на правото, градење на отворено мултиетничко општество и добрососедски односи. Знам дека вашата земја се соочува со предизвици и дека реформите не се лесни, но можат да се спроведат. Затоа ги поттикнувам сите конструктивно да работат во интерес на сите ваши граѓани. И ја поттикнувам владата конструктивно да соработува со опозицијата и опозицијата конструктивно да соработува со владата. Овие реформи се од суштинска важност. Ве поттикнувам да продолжите по патот на реформите. Сакаме да успеете. Приклучувањето кон НАТО бара напор и заложби.
но вратите на НАТО остануваат отворени. Минатата година ја се приклучи Црна Гора во нашето семејство како 29-та држава членка. Повеќе од 2 децении НАТО вложува во стабилноста на Западниот Балкан. Регионот постигна значаен напредок од 90-тите години наваму. Ние ги поддржуваме вашите аспирации за евроатлантска интеграција, затоа што сакаме вашата земја да ја видиме како дел од еден демократски и просперитетен регион. Председателе на влада, уште еднаш изразувам пофални зборови за вашите напори. Заедно ќе продолжиме да работиме, да дадеме поддршка на вашите демократски реформи и вашите заложби за приклучување кон НАТО. Благодарам. Прашања. We have 10 minutes for the journalist question. We will start with the gentleman behind. Adriano. And please tell to whom you refer the question. Би сакал да ве прашам, доколку не се постигне напредок во преговорите во врска со прашањето за името, дали вашата земја може да стане членка со привремено име? Не може да стане земјата членка на НАТО без да се реши прашањето за името и ова беше кажано повеќе пати. Прво беше кажано на самитот во 2008 година во Букурешт, тогаш бев присутен во својство на премиер, потоа беше повторено на нашиот самит во 2014 и уште еднаш на самитот на НАТО во Варшава во 2016. Значи нема план Б, нема друг начин за приклучување во НАТО без да се реши прашањето за името. Но сојузниците се согласија дека НАТО ќе ја покани вашата земја да се приклучи кон алијансата штом ќе се најде заеднички прифатливо решение за прашањето на името во рамките на преговорите кои се одвиваат во Обединените нации. Го поздравуваме моментумот, како и волјата во Скопје и во Атина за изнаоѓање решение и секако го поздравуваме фокусот врз реформите, а сојузниците секако ќе ги земат предвид реформите, затоа што владењето на правото, доброто владење и слободата на медиумите се суштински вредности за алијансата. Договорот од Вашингтон се подпира на вакви суштински вредности, слободи, човекови права, слободи, слобода на медиумите, владење на правото. Жилко Шајн. Жилко Шајн, политика. Ве молам, дали можеме да добиеме кратка оценка за војно, политичко и безбедносна ситуација во регионот, ако земеме предвид што се случи на Косово, ако имаме предвид соопштение на Сејни Амерички држави за терористички напади и за новиот пакет на името на Македонија. Фала. До кого го поставувате прашањето, господине? За двата. И за премиерот и за секретар. Добро, јас лично верувам дека регионот е стабилен. За жал ги осудуваме ваквите работи кои што се случија во поново време и во Косово. Навистина, овој наш регион повеќе не е буре барут. Овој наш регион гради пријателство и пораките на пријателство се испратени и допираат до сите страни на светот. Јас сум убеден дека ќе продолжиме во тој правец да го градиме пријателството заради безбедноста, стабилноста и добрата иднина на целиот овој регион. Јас сум апсолутно сигурен, имајќи во предвид дека сум контактирам со првите луѓе од политичкото лидерство на целиот овој регион, сите прават максимални напори за да напредуваме кон нашето членство во Европската Унија, да ги подобриме демократските процеси, да ја зголемиме регионалната соработка, да ја зголемиме довербата и храброста на нашите граѓани, на нашите бизнисмени, да инвестираат една во друга во земјите и сум убеден дека ваквите изолирани инциденти кои што се случуваат, за жал, нанесуваат многу штетни последици за перспективите на целиот Балкан, но верувам дека брзо ќе се најдат одговорните луѓе, ќе бидат казнети во постапки соодветно на законот
регионот и ќе ја испратат пораката на казнивост на секакви вакви случаеви кои што секако нашите граѓани треба да ги знаат. НАТО целосно се залага и натаму целосно се залага за стабилноста на овој регион. И НАТО е активно вклучен во напорите за одржување на стабилноста во регионот и за спречување на војни. Мора да се подсетиме дека на крајот од студената војна НАТО помогна да се стави крај на два етнички конфликта во регионот во Босна и Херцеговина и во Косово Србија. Распоредивме сили и во 2001-2002, значи НАТО има историски важна улога во стабилизирањето на регионот. Се уште сме присутни во регионот со нашите сили во Косово, присутни сме и во Скопје и во Сараево и имаме неколку држави членки на НАТО од регионот Словенија, Хрватска и последната членка Црна Гора и претходно Албанија. Значи НАТО е присутен во регионот и понатаму ќе работиме заедно со нашите партнери во регионот за натамошна стабилизација на регионот. И охрабрени сме со напредокот што го постигна оваа земја и постигнувате напредок и во реформите, успеавте да ја надминете минатогодишната политичка криза, сега сте стабилни, одите во вистински правец, проведувате реформи кои што се ценети и вреднувани од сите сојузници во НАТО. Значи свртевте нов лист, одите во вистински правец и тоа е охрабрување за нас. Меѓутоа, секако тука се настани и аспекти во однос на состојбата во регионот кои што се причина за загриженост и понатамо ќе останеме со значителни воени сили присутни во Косово. Таму е КФОР, а секако убиството на Оливер Ивановиќ е нешто што всушност представува пример за тоа дека состојбата во Косово не е таква каква што сакаме да биде. НАТО го осудува убиството на господинот Ивановиќ. Сметаме дека е од суштинска важност оние кои што се одговорни за убиството да бидат повикани на одговорност и двете страни да покажат смиреност и воздржаност. НАТО и понатаму ќе биде присутно со своите КФОР сили за да ги заштитиме сите граѓани на Косово. НАТО е тука, присутен во регионот, работиме со нашите партнери и со нашите членки за да го стабилизираме регионот. Сејад Ризвановиќ, Телевизија 24. Да, имам прашање за господинот Столтенберг. Како што и самиот велите, нема план Б за влегувањето на Македонија во Алијансата, освен решавањето на проблемот со името со Грција, но од последниот самит на НАТО од 2008 година околностите се доста сменети геополитички, геостратешки, така и во регионот. И самиот имате предупредувано повеќе пати за улогата на Русија, за експанзионистичката политика на Москва. Тоа беше очигледно и со влегувањето на Црна Гора во НАТО, каде што имаше директна интервенција на Москва. Москва не го крие своето противење на влегувањето на Македонија во НАТО. Вие како генерален секретар се разбира не можете да донесете таква одлука, но мислите ли дека можеби земјите членки би требало да ја разгледаат својата стратегија во однос на влегувањето на Македонија во НАТО, бидејќи земјава навистина прави се што може и сака да биде членка на организацијата? Не сметам дека е така и сметам дека е многу важно да бидем отворен и искрен со вас. Важно е да се биде амбициозен. Ме охрабрува
одлучноста и интензивните напори што ги прави вашата земја за да се придвижи кон членство и секако имам само пофални зборови за тоа, меѓутоа мораме да бидеме реални. Затоа важно е да се види, да се увиди дека НАТО е алијанса која што ги заснова своите одлуки на консензус. Тоа значи дека се додека има една земја која што ќе ја блокира одлуката, нема да биде донесена одлуката. Ако вашите напори ги подпирате на лажни предпоставки дека може да се приклучите кон НАТО без да се реши името, вашите напори ќе бидат залудни. Тоа е повторено повеќе пати. Ги поздравувам обновените напори за решавање на ова прашање и потребна е флексибилност и прагматичен приод. Нему е место на НАТО да го решава прашањето на името. Ова треба да го направат оваа земја и Грција и тоа се преговори во кои посредуваат Обединените нации. Така да НАТО нема конкретни предлози за решавање на прашањето на името, меѓутоа ги намалувате вашите шанси за влез во НАТО доколку мислите дека има план Б. Нема план Б. Последното прашање, the last question, Искра, повели. Искра Коровишовска, Алфа телевизија. Прашањето е до генералниот секретар. Господине Столтенберг, зошто НАТО ја игнорира пресудата од Хаг и дали тоа не е кршење на меѓународното право? Благодарам. Тоа е одлука на суд, а ова е политичка одлука. Политичка алијанса како што е НАТО има мандат и можност да донесува политички одлуки кои што сака да ги донесе како алијанса. Како што кажав, НАТО се заснова на консензус. За да се смени некоја одлука, да се донесе нова одлука, за тоа е потребна едногласна поддршка од сите сојузници. Не би бил искрен со вас доколку кажам дека има можност да се заобиколи тоа и да се одбегне решавање на прашањето со името. Одлуката на Хашкиот суд е одлука на Хашкиот суд. На крајот на денот се работи за политичка одлука која што НАТО ја повторува, ја донесе и ја повторува на повеќе самити. Имаме 29 сојузници. Значи сите сојузници имаат исти одговорности и права и право на глас секако. Тоа значи потребна е нивна едногласност. И би било погрешно ако кажам дека може да станете членка на НАТО доколку не го решите прашањето со името. Со овој одговор ја затвараме пресконференцијата. Ви благодарам на сите на вниманието.